Ќе го најавам Тони Поповски, првиот министар за екологија на независна Македонија, политиколог, мој пријател и би рекол социолог кој го разбира општеството и неговите внатрешни динамики. Тони ми беше рецензент за првата книга, една книга, и еве повторно благодарност на нешто ќе се обратиш до публиката. Благодарам Тино, бидејќи сме другари. Како викаш, да не користим флоскули, но сепак наистина ми е чест и задоволство што сум тука, веќе по втор пат, да кажам, не знам, пригодно збора за тој цел вложен труд и продукти, да работи за трилогија од 3 романи. Тие се романи кои може да ги категоризираме како жанр на научната фантастика, но истовремено за многумина, учувајќи ме мене, значи представуваат едни изборени филозофски есеи. И тука веднаш би сакал да прво ве поканам да ги прочитате. Се работи за навистина квалитетна литература која, јас сум сега субјективен, Тино ми е другар, но би рекол дека ги надминува некои стандарди, па и мака некаков просек што може да го конзумираме во нашата културна средина, мислам дека се компетитивни. Во тој поглед и ме радува што веќе почна и да се преведува на неколку јазици. Со следствено и со соодветни промоции во културните центри на Македонија, во соседните држави, првенствено. Ако добро се сеќавам, тоа беше Белград, Србија и Софија, Бугарија. Можам јас да пронајдам во овие 3 романи една слоевита личност, каква што е Валентин Нешовски, кого покрај тоа што сме блиски, вака и комуницираме редовно, може да се пронајде новинарот во него, значи он е професионален новинар. Потоа еден навистина сериозен истражувач на сето оно што представува нова технологија, може би најмногу со акцент на вештачката интелигенција. Оттаму и тој поглед напред, некаква визија, потек да се истражува. Да се вратам кај новинарот, многу е значено кога новинар пишува, бидејќи на новинарот му е полесно или е трениран да постави прашање. Така да оваа литература е многу богата со прашања. Тие прашања се релевантни. Значи, во голем дел се однесуваат на екзистенцијални состојби, а кај одговорите, значи, Тино е со право воздржан на некој начин и умерен, бидејќи еден градски интелектуалец кој е така потивок, но секогаш има нешто релевантно да соопшти. Истовремено е мајстор на комуникациите, се работи за човек кој скоро една декада го предводеше и Центарот за комуникација на делегацијата на Европската унија во Македонија. Така да тој цел професионален тренинг може да се види и во овие дела. Јас сум особено импресиониран. Од една страна знам дека многу време има вложено во позадински истражувања длабоки, значи пред да започне
да ги пишува овие романи. Значи, има еден максимално сериозен пристап и се надевам дека и во иднина ќе најде доволно време да се посвети и понатаму. Значи, и на истражувањата кои се во позадина на овие дела, но и на продукција на книги кои и до сега внесуваа некаква свежина. Значи, кај да си не се сомнам дека тоа ќе се случи во иднина. Да кажам дека ми е многу пријатно во Кратово. Сум имал прилика да доаѓам како студент на архитектонскиот факултет во Скопје. Значи, со задачи да тоа ние го викаме снимање на објекти од старата градска архитектура во Кратово, првенствено многу оригинални објекти од областа на домувањето. Значи, градот е посебен во таа смисла. Така, како пейсаж е возбудлив и така, имаме едно убаво чувство, што сум денеска со сите вас. Сега јас не сум брзолив човек, исто сум доста педантен и методичен човек, така да имам напишен еден осврт, а нема да го прочитам. Знам дека сме повеќе луѓе кои сакаме да говориме за ова творештво на Валентин. Ќе го споделам со Тина, он обично наоѓа еден убав комуникацијски начин да ги сподели тие материјали со вас, па нека втора рунда кој е заинтересиран, ќе може да почне да малку и по-детална анализа, осврт. Немам претензија дека сум литературен критичар, но читам од тета, така да можам да споредам некои области од литературното творештво, дела и така натаму. Ја сакам научната фантастика и во форма на роман, особено кинематографијата. Не толку моја да се опредам, нема многу таков афинитет кон научно-фантастичните филмови. За мене се секогаш некаква можност да се излезе од оваа реалност која неретко не обременува со стрес. Благодарам на вниманието, ќе завршам.